Владата не знае колку точно ќе чини двојазичноста. Се покажува дека оваа операција не само што државата прескапо ќе ја плати со дополнително нарушување на меѓуетничките и интеретничките односи, туку и во финансиска смисла ќе чини премногу. Во моментов немаме точна бројка или шума колку ќе чини, но во минатото годишниот буџет беа обезбедени 100 милиони денари во однос на исполнување на овој закон во пракса. Сумата секако ќе биде поголема од 1,7 милиони евра за првата година, како што првично беше најавено и како што стои во самиот текст од законот. Иако повеќето експерти одбиваат да калкулираат со конкретни бројки, сите се согласни дека таа сериозно ќе ја погоди економијата и ќе удри по џебот на сите граѓани, бидејќи освен државните институции ќе го засегне и приватниот сектор. Предвидено е дека за имплементација на новиот закон за употреба на јазиците потребни се нешто над 1,7 милиони евра, но во пракса оваа цифра би можела да се зголеми дури 10-кратно. Секоја државна институција ќе мора да има албански преведувачи за документацијата. Вработените што ќе имаат комуникација со граѓаните ќе мора да знаат и македонски и албански јазик, а тоа ќе чини и пари и ресурси. Имплементацијата на законот нема да ги засегне само владата и собранието, туку и министерствата, царината, судството, училиштата, здравството, јавните предпријатија, а одраз ќе има и врз адвокатите, нотарите и извршителите. Дури и фискалните сметки ќе треба да се издаваат на двата јазика, што исто така ќе предизвика нови трошоци. За агенцијата за примена на јазикот веќе се издвоени над 130.000 евра, иако законот не беше стапен на сила кога се гласаше буџетот за годинава. Но во оваа сума не влегуваат средствата за нови вработувања во новата институција. Покрај овластени судски преведувачи ќе се вработат и лингвисти, дипломирани филолози по албански јазик, како и лиценцирани лектори. Инспекторатот за употреба на јазиците ќе биде во состав на Министерството за правда, но ќе има својства на правно лице. Инаку во рок од 6 месеци називите на институциите ќе треба да се напишат на 3 јазици: македонски, албански и англиски. Според експертите сосема е реално дополнително да се јават и нови трошоци, кои исто така ќе треба да се плаќаат од парите на граѓаните. Двојазичноста нема само да го празни, туку и ќе го полни буџетот. Предвидени се големи казни за нејзино несправедување. Оние институции кои што не го практицираат јазикот според законот, јазици кои што во сила, се предвидуваат и казни во однос на неисполнување на законот. Доколку органите не ги почитуваат одредбите од законот, ќе се соочат со глоба во износ од 4 до 5.000 евра, а службеното лице ќе плати 30% од одмерената казна.